8 часот и 12 минути време за прв разговор во утринската емисија Македонија наутро од 24 до 27 март. Без Скопје го организира сајмот за кариера и вработување, каде студентите ќе имаат можност директно да се запознаат со компаниите и да воспостават контакти за својата иднина. За младите и секако за тоа што ќе не очекува на овој сајм и зошто студентите треба да бидат дел од него. Утрово разговараме со Марија Илиевска, одговорна за информацијски технологии од БЕСТ, и Матеја Васуевиќ, одговорен за односи со јавност, за самиот сајм и во БЕСТ. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Матеја ни бил веќе гостин, Марија ни е прв пат. Севте. Се надевам дека убаво ќе се поминеш и ќе се заминеш од студиото со убави впечатоци и импресии. Ајде да одиме поред што точно представува овој сајм и пошто ова издание ќе се издвојува од другите. Прашањата ќе ги поставаме до двајцата, слободно може и да се надополнуваат. Значи, Job Fair се одржува по 21 пат оваа година. Тоа представува сајм за кариера и вработување, но исто така и за наоѓање на пракса. Тоа е шанса каде што студентите ќе можат да разговараат со представниците на компании, да се запознаат со сферата, да видат како функционира вистинскиот свет, и тоа што го разликува ова издание е тоа што досега мислам дека имавме најдобра промоција, најдобра кампања досега, и ако претходните години сме очекувале околу бројка од 3000 студенти, оваа година можеме дури и поголема бројка од тоа да очекуваме. Супер. Нешто да додадеме во однос на првото прашање? Мислам дека колегата се имаше сумирано многу добро. Да, добро. Бројката задоволителна е околу... Да, бројката е доста задоволителна, рачунајќи дека ние се фокусираме на студенти од техничката сфера, значи од техничкиот кампус, тоа се на број 4-5 факултети, но нормално добре дојдени се студенти од секаде, така да... Така. Кои се главните придобивки за студентите кои што ќе го посетат овој сајм? Верувам дека пред се стекнуваат и еден вид на искуство, знаење, се дружат меѓу себе, меѓутоа и им се отвара можност за нивната кариера во иднина. Така, всушност студентите што ќе го посетат сајмот имаат можност да добијат информации на многу директен начин од компаниите и представниците од истите компании за како всушност функционира процесот на вработување во нивната компанија, исто како и за потребните квалификации кои треба студентите да ги имаат. Секој ние сме студенти, нас ни треба некој вид на менторство и ова е многу добар начин како можеме да ги прашаме прашањата лично до представници од компаниите за што всушност се очекува од нас. Преку овие сајми може да полесно да се дојде до вработување? Има такви искуства? Сметам дека да. Ние имавме многу представници од претходни години што всушност биле дел во и организација и студенти како генерално што немаат кажувано дека се задоволни и всушност имаат најдена пракса и вработување од сајмот. Најинтересно од се кога ќе запознаеш некој и ќе ти каже дека преку Job Fair он успешно успел да најде работа и дека 4 години ја терал таа работа. Јас имав едно такво искуство со другар што запознав и тоа ми е премило да го слушнам. Така. Сега, доаѓаме до тоа прашање, всушност и оно што го начини мојата колешка, зошто е важно студентите да се вмрежуваат не само меѓу себе, туку и да се вмрежуваат со компаниите и да не дојде одма до вработување, нели поради разни причини, можеби и студентот не сака одма да се вработи, но верувам дека имате и такви искуства кога вмрежувањето дало резултати за после одреден период. Така, всушност како студент што е 4-та година, и јас според моје искуство, јас секоја година го посетувам сајмот за вработување и со тоа имам стекнато потребни информации за тоа како всушност функционира процесот на вработување во одредени компании, и сметам дека за студентите што порано тоа подобро, да знаеме што се очекува од нас, што всушност треба ние, кои знаења всушност ние треба да ги имаме за всушност да најдеме работа и да знаеме. Пример, јас не знаев кои компании всушност нудат пракси за моето поле и со помош на сајмот за вработување тоа го дознав и сите можности кои се отворени за мене. Дали тоа значи дека сајмот е отворен за сите студенти, за оние кои што и те сакаат можеби малку да си помогнат, да си го олеснат понатамошниот процес на вработување? Да, сајмот е дефинитивно отворен за сите се добре дојдени, секој студент, со тоа што да, иако е главно технолошката сфера, сите студенти се добре дојдени и секој ќе може сепак да најде пракса и работа во компаниите, поради тоа што самите компании, не може да зависат само од IT тимот, да кажеме, нели има многу функции како што се маркетинг на пример, така да секој ќе може и таму да се вработи, да се најде шанса за пракса. Ако ништо друго, да видат како работи некоја друга сфера, многу ќе им придонесе. Дополнително на ова го споменавте вие IT секторот. Дали тој се уште е најактуелен тука кај нас? Дали студентите најмногу сакаат да се запишуваат на овој факултет? Точно сега јас како студент на Финки, на пример, лично и јас сум дел од тој IT сектор, да се каже.
И технологијата е сега многу актуелна, многу се развива, многу брзо се развива и многу луѓе сакаат да бидат дел од тоа. И затоа ние како борд на европски студенти по технологија, ние гледаме тоа да го развиеме, да им ги даеме тие можности за они да можат подобро да развијат, подобро да разберат како се оди и да видат всушност дали IT е тоа што они ќе сакаат да го прават за секогаш. Сега тука се наметнува уште едно подпрашање. Вие се комуницирате студенти меѓусебно на тие саеми. Факт е дека компаниите имаат многу поголемо искуство од младите, но и младите генерации денес пак си носат своје искуство бидејќи се генерации на технологијата. Колку на тие саеми компаниите и вас ве прашуваат што е тоа што би промениле за да бидат поактуелни, поатрактивни за студентите да си останат дома, да работат тука. Има ли и таква комуникација? Се охрабрува ли некој од компаниите да поразговара со младите студенти и да го искористи саемот и да донесе промени во начинот на работа? Да, апсолутно самите променат старите модели на работа. Апсолутно самите компании многу сакаат да комуницираат со студентите бидејќи тие се млади, тие се амбициозни, тие имаат сега сме во такво време каде што многу е развиена технологијата и они доаѓаат со многу повеќе предзнаење него што да кажеме десетици години наназад, со колку предзнаење тогаш би дошле. Значи веруваат повеќе сега во младите, велат да дојдеме спремни на саемот, да. Треба да дадеме одговори. Да. Тоа е добро, одлично. Како функционира платформата за аплицирање? Вака, значи на нашата веб страна студентите можат да креираат профил и на самиот профил имаат еден вид на прашаник што може да го пополнат со информации како име, презиме, факултет, година на студии, меки вештини и со тоа автоматски се генерира нивното CV, со тоа што го олеснува процесот, не мора студентите да се грижат за тоа што да стават, што не да стават, начинот на форматирање, автоматски им се генерира и се зачува во нашата CV датабаза. Компаниите отпосле имаат достап до самата CV датабаза и може да ги пребаруваат студентите во според нивните меки вештини или други знаења што ги имаат и со тоа да им понудат пракса или вработување доколку се соодветни за истото. Ајде околу компаниите кои што ќе бидат дел од саемот оваа година, не имиња, дејности. Какви обично компании се дел од саемот и оваа година имаме ли нешто ново во однос на дејностите кои што ќе бидат презентирани таму? Да, па како борд на европски студенти по технологија, главно од технолошката сфера ни се моментално компаниите што ги имаме голем број на компании. Сега знаеме технолошката сфера е искрено многу широк поим, тоа опфаќа многу повеќе гранки, така да може да се очекува дека секој студент ќе може да најде нешто за него. Тоа е и главната цел, секој да може да се пронајде себе си, секој студент без разлика, еве сега ќе кажем како на пример без разлика дали е во струка телекомуникации, без разлика дали е во струка сајбер безбедност, секој да може да најде некоја компанија што на него му одговара, што да него му делува интересна и онда се пронајде себе си. Кога станува збор за компаниите, какви можности нудат тие? Привлечни ли се за нашите студенти? Да, апсолутно. Не само што нудат вработување, туку тие нудат и пракса. Пракса на страна, исто така информациите што некој студент може да ги добие од представниците е многу значително. Представниците се врвни од компаниите, они знаат многу повеќе од нас, ние сме уште млади нормално и имаме многу да добиеме од нив. Така да самото искуство што може некој студент да го добие со присуството на саемот е доста значително. Но споменавте технолошки компании, но и компании кои што се занимаваат со други дејности имаат денес потреба од технологија. Прашањето тука ми е, приватниот сектор да го оставиме на страна, има ли учество на јавни предпријатија, државни предпријатија на саемот? Има ли интерес? Имате ли вие интерес да ги поканите да дојдат, бидејќи во тие дејности недостасуваат млади луѓе кога зборуваме за технолошки напредок на тие фирми. Колку младите се заинтересирани за тие државни предпријатија, државни работи, сте имали ли такви искуства на саемот или на приватен сектор сте повеќе насочени? Па повеќе сме на приватен сектор, но дефинитивно технологијата се развива да кажеме на секаде е повеќе потребна, мислам дека моментално станува доста неизбежна. За војните години не можеме да кажеме. Ќе ме побараат сами. Ќе видиме, ќе видиме сега. Ќе ме побараат сами. Но имаме голем број на компании кои што може на Инстаграм, доколку студентите ги интересира да ги разгледаат, да ги видат.
и да, за војнина ќе видиме. Но добро, прашањето ми беше дека сте отворени, не сте насочени само кон приватните, значи може утре и некој ако ве побара од било кое јавно предпријатие, некое министерство или било што да договори состанок со вас и да биде дел од заемот, претпоставам, така, тоа ми беше прашање. Нека биде прашањето за двајцата, бидејќи сте млади луѓе тука од нашата држава, колку ви е привлечно да останете дома, да работите во својата држава или сепак некако и вие како многумина сакате да излезете надвор на границите или верувате дека може да успеете тука? Лично јас како студент еве тука прва година сум, значи јас сум сепак доста млад, а јас мислам дека има доста простор во нашата држава за кариерен развој. Јас мислам компаниите тука што ги имаме, посебно ете и во мојата струка, јас сум по струката сајбер безбедност на Финки, мислам дека има голем број компании кои што може да ми го нудат тој кариерен развој, кои што може да ми ја дадат таа шанса и јас лично би сакал да останам. Да. Еве ни нов гостин во иднина за сајбер безбедност. Ке се гледаме почест. Да, интересна тема, Марија. Да, како четврта година студент, како исто на Финки како колегата, и јас сметам дека има доволно можности да се развиеме во нашата држава и јас би сакала да најдам пракса и вработување тука. Да, секогаш сме имале квалитетно образование, се разбира и убаво кога младите остануваат во сопствената држава. Да, одлични професори, квалитетно образование кое што може да се користи на различни начини. Споменавме пракса, менторство, други можности. Доаѓате од факултети каде што сето ова само дополнително може да го подобри вашето знаење. Ако се согласувате, па вие како студенти како гледате на овие работи? Паралелно студии, паралелно пракса, колку тоа е добро и колку вие го препорачувате, ако на сајмот утре некој ваш колега помлад од прва година најде веднаш пракса, си направи квалитетен договор, дали тоа оди паралелно на вашиот факултет и со студии и со работа? Да, дефинитивно технологијата моментално као што се развива, мислам дека праксата е тоа што најмногу ги разликува студентите едни од други, бидејќи тоа е вистинското искуство, со тоа они многу ќе дознаат како првин како се работи ете во една компанија, што се бара од нив, они ќе ги развијат тие вештини, ќе бидат менторирани од самите членови ете на компанијата и во денешен ден тоа што може да направи еден студент ете така да биде попривлечен и за некоја компанија тоа што он имал пракса. Така. Тај за крај на овој разговор, која е вашата порака до сите кои што се двоумат, зошто и дали треба да го посетат овој сајм? Јас лично би ги охрабрил сите да дојдат на сајмот, како што кажав, сајмот е отворен за сите, дури и да не се од технолошката сфера, они ќе може да си најдат они ќе добијат доволно информации, да се каже, они ќе добијат доволно информации за како една друга сфера работи и нормално и компаниите, самите компании ќе параат маркетинг, евентуално ако некој тоа го интересира, ќе може да си биде дел од тоа. Да, јас како студент од четврта година можам да го потврдам истото, со тоа што јас сметам дека беше многу значително тоа што ги посетував претходните сајми за вработување и сметам дека и од прва година и од втора година студентите сите треба да го посетат сајмот да видат што уствари се нуди на нашиот маркет во индустријата. Да се надополнам и јас прва година студент на Финки. Дефинитивно мене ми е многу битно да ги запознам компаниите. Јас лично бидејќи сега да се каже нов сум на факултетот, нов сум како студент. Прва година? Прва година, да. Добро, не оставаш таков печаток. Да, мило ми е. Многу битно ми е да ги запознам компаниите, да видам како се работи, евентуално мислам, иако сум прва година, тоа не значи дека они не можат да ме земат за пракса, јас ако се истакнам нормално, ќе можам да се докажам, ќе можам да добијам интервју евентуално за вработување, сето тоа со време. Да, еве, добро, и ние телевизиските луѓе сме сведоци дека паралелно студиите и праксата може да дадат одличен резултат, како и во случајот со вашите факултети. Да, и убаво, кога имаме вакви амбициозни млади луѓе, ви благодариме многу што нас потсетуваме од 24 до 27 март сајм на кариера и вработување во Скопје. Да се аплицира каде? Може само да потсетиме дека и може би без разлика студентите без разлика, да, во доаѓаат на машински и на електрофакултет ќе биде, може кој сака да дојде. Од 24 до 27 март ќе бидат штандовите, на 23 март ни е официјалното отварање, каде што тоа ќе биде за представниците на компанијата и за членовите од самиот сајм. Ви благодариме за гостувањето. Фала ви на вас.